Пример, побелете. Добро, јас ќе бидам краток, мене ме слушавте месец и половина, предпоставам имате многу попаметна работа отколку повторно мене да ме слушате. Денеска е голем ден за Македонија, за македонскиот народ, ден кој што еве благодарение на Општинскиот комитет овде во Делчево, благодарение на Иван, благодарение на вас, можеме на ваков посебен начин да го прославиме, одбележиме, а со тоа и да уште еднаш се потсетиме на историскиот резултат кој што се случи на 8 мај, историскиот резултат кој што се случи на 24 април, но историските резултати кои што се случија 2,5 години порано, од кога јас мислам дека целата оваа промена започна, а тоа беа локалните избори, тој 16 октомври 2021 година и 31 октомври 2021 година. Поминавме како ВМРО ДПМН исклучително тешки 6 години. 6 години во кои што буквално имаше многу предизвици. Јас не би зборувал многу за тие предизвици, бидејќи се трудам некогаш во животот кога ќе затворам една страна, да не се навраќаме на таа страна. Сега имаме нова книга пред нас, ново поглавје и треба да работиме за еднината на новите дечиња пред мене што ги гледам овдека и за сите дечиња. И затоа уште еднаш кај од моје име сакам да се заблагодарам на сите вас присутни овдека, браќа и сестри, наши сограѓани, кои што оставивте уште еден дел од својот живот, посветивте на ВМРО ДПМН, на коалицијата Твоја Македонија и пред се и над се посветивте дел од својот живот за Македонија, нешто кое што е многу важно. Изминативе 6,5, речиси 7 години живеевме во стеги, последните неколку години би рекол и во одреден вид на апартхејд. Но како што кажа и председателот на Општинскиот комитет, македонскиот народ е трпелив, мудар и знае кога треба да ги надмене сите можеби лични недоразбирања и да се обедени околу целта. Целта секогаш и во минатото и сега била и ќе е Македонија. Таа е нашата цел како идна влада. Јас би сакал само да потсетам на неколку работи кои што како идна влада ќе бидат значајни за сите нас, а тоа е принципијална политика со нашите соседи. Своето не го даваме, туѓото не го сакаме. Ние сме свесни дека против природата не можеме. Како народ сме едни од најмалобројните народи во Европа. Организацијата која што има често и привилегијата да ги брани интересите на еден од најмалобројните народи во Европа, а тоа е македонскиот народ, треба да е мудра. Не треба да правиме избрзани чекори кои што може да не чинат многу. Подобро да се поместиме милиметар, но тој да биде цврст милиметар. Мора да сме трпеливи, мора да сме двојно, тројно попаметни од сите, помудри, затоа што само така можеме да обстанеме во круг на многу предатори кои што, верувајте, не сакаат да ја видат Македонија успешна, не сакаат да ја видат Македонија просперитетна, среќна, Македонија полна со граѓани кои што се задоволни. И тоа го видовте уште во првите денови, ние не бевме се уште разбудени од оној историски резултат на 8 мај, веќе почнаа наоколу страстите да се вжештуваат, но не само наоколу, туку и дома. Ние сме подготвени сите тие предизвици да ги совладаме со една мудра, трпелива, паметна политика и таква политика ќе водиме кон нашите соседи, ќе повикуваме на градење мостови, ќе повикуваме на заедничка соработка во рамките на овој наш преубав Балкан, а што се однесува до меѓународната политика, нема никогаш да не видите како коленичиме или како се вовлекуваме или како се понижуваме самите себе пред европски авторитети. Сум имал можности изминативе години да среќавам светски авторитети од Вашингтон преку Брисел до Берлин и останатите светски важни главни градови. Ништо повеќе за мене не е инспиративно отколку овој преубав македонски народ и оваа наша преубава македонска држава. Така што ќе имаме и кон нив една политика која што ќе се темели на аргументи. Никогаш не се плашиме да ги крстиме нашите аргументи со
аргументите на нашите соговорници, нема безпотребно да иритираме, но никако не можеме да прифатиме политички дипломатски мускули за нешто кое што представува наше елементарно човеково право. Нашето елементарно човеково право е загарантирано и тоа планираме да го користиме и во иднина. Така што нашата политика пред се ќе биде принципиелна, без многу вовлекување, понижување и воодушевување од авторитети. Нашиот авторитет кој што не инспирира е народот и планираме да се фокусираме на народот во Македонија. Фокусирајќи се на народот, имаме навистина, би рекол, една историска можност, како никогаш досега, во овие повеќе од 3 децении. Сега уште имаме малку да завршиме задачата. На 22 има прегласување во изборната единица 5, очекуваме уште еден пратеник таму и веќе на следното мое обраќање со вас, со народот на Македонија, да не кажувам за 61, туку да зборувам веќе за 62 пратеники, иако 61 децении. Следната цел е 2/3 во парламентот. Мислам дека и тоа многу скоро, денеска веќе кон крајот на следната недела ќе можеме и тоа да го обзнаниме, со што ќе биде променет законот за организација на ресорите во самата влада, ќе добиеме нова структура на влада, модерна влада, влада која што ќе одговара на потребите на граѓаните во Македонија и веднаш потоа отпочнуваме еден историски реформски процес кој што е досега невиден во Македонија. Во првите 100 дена очекуваме исклучително добри и полни вести за сите граѓани во смисла на подобрување на стандардот, една финансиска бомба, би рекол. Ние нема да се занимаваме со политички бомби, со ниски страсти, со ад хоминем напади. Ние планираме да работиме за подобрување на стандардот на граѓаните, тоа е нашата цел и планираме да го заслужиме нашето место во историјата. Затоа и реков во самиот почеток на ова мое обраќање овде во славно Разловци дека своето не го даваме и ќе се бориме до последен човек за своето, туѓото не го бараме. Чекор по чекор ќе повраќаме од изгубеното достоинство. Нема да биде лесна задачата, ќе биде тешка, бидејќи за жал нашите претходници влегоа во политиката да се наплатат, влегоа во политиката да распродадат се што некој со крв и со живот го платил, само за да обезбедат некој евро повеќе за себе. Таква политика со мене како председател на владата не само што нема да има, туку мојата порака до сите идни наши сопартици, пријатели, соработници, кои што ќе имаат исклучително сложена задача и ќе имаат позиции да водат институции, дали се тоа министерства, дали се тоа државни институции на локално ниво, подрачни, локални и така натаму, ќе биде дека и е практично што веќе го зборував на Централниот комитет на последниот состанок пред 2 дена во петокот, е дека ако тогаш овдека во Разловци, за да се биде патриот и да се покаже колку се сака сопствената држава, била потребна кубурата, пушката и камата, денеска во 21 век честа да работите за својот народ и за својата држава е огромна и затоа мора да работите пред се честно и посветено, храбро, одлучно и вредно. Секој кој што мисли да излезе од овој колосек, мислам дека не му е таму местото и треба да размисли однапред дали понудата која што ќе биде пред него или пред неа поставена ќе ја прифати, затоа што немам намера ниту својот образ, нити образот на организацијата, а уште повеќе образот на македонскиот народ, граѓаните на Македонија како држава да ги валкаме. Мора како генерација да покажеме дека сме достојни за ова кое што народот ни го даде како доверба. Верувајте, таа е историска доверба. Во последните изборни циклуси имаме 5-0, историски 5-0 спротивно на нашиот политички противник. 2 пати локални, 2 пати претседателски, еднаска парламентарни. Победивме заедно со народот се што можеше да се победи, а сега треба заедно со народот да победуваме за Македонија. Доста Македонија и овој народ губеше. И мојата порака последна, тоа е до младите. Бидејќи ова све што го правиме за нив, како идна влада и коалиција имаме намера многу да се посветиме на семејните вредности, на демографијата. Ценам дека тоа ќе представува еден огромен предизвик за сите нас.
Мојата порака е до нив дека животот не е ниту TikTok, ниту Instagram. Јас ќе се радувам што повеќе да крштеваме и што повеќе да венчаваме во наша Македонија. Тоа е она кое што мене ќе ме исполнува и тоа е она кое што денеска представува патриотски гест од страна на младиот човек. Да, добро е да си има некој убав статус позади социјалните платформи, да, добро е и да се развие македонското знаме и нашето вистинско македонско знаме, но за мене вистински патриотски чин ќе значи ако до година крштеваме за 5 до 10% повеќе овдека во Делчево и Делчевско и венчаваме за 5 до 10% повеќе овде во Делчево и Делчевско отколку што тоа беше претходната година. Така што фаќате се за работа, тоа е и минато. Ви благодарам уште еднашка, да сте ми живи и здрави, Бог да ни ја благослови Македонија и да победуваме заедно за нашата Македонија. Ви благодарам. Како